Има 20 години, студира на музичкиот факултет со желба да стане пијанистка. Студентката има на Ниевска од Скопје со 100% оштетен вид. Досега низ образовниот процес успела да се снајде благодарение на незината мајка, која ја читала сите белешки од лекциите. Има вели дека нема никаква литература за лицата со оштетен вид, која би го олеснила образованието во земјава. Јас имам 100% оштетен вид од инкубатор, бидејќи сум 7 месеци родена и поради компликации, поради преголема доза на кислород која што ми била дадена во инкубатор, ми се оштетил видот. И се соочувам со тоа уште од мала, меѓутоа тоа сум научила да живеам со тоа. Можам да кажам дека условите се тешки, значи, односно недел со пријателите, комуникација и такви работи, никогаш не сум имала проблем. Меѓутоа со учењето имам се уште потешкоти, бидејќи нема никаква литература за лица со оштетен вид и морам да се снаоѓам, значи, со копирање од тоа што пишуваат другите или од учениците, па тоа што треба да се научи, да се снима на диктафон, тоа го прави мајка ми. Меѓутоа, еве, сите тие потешкоти до сега барем успевам се да постигнам, меѓутоа мислам дека условите се многу тешки. Како средношколка, има по препорака се обратила во Сдруженијето Отворете ги прозорците. Не верувала дека некогаш ќе може да користи компјутер, но благодарение на Сдруженијето таа добила пристап до асистивната технологија. Отворете ги прозорците е единствена организација во Македонија која што работи на промоција, промовирање всушност на асистивната технологија, односно тоа се помагала хардверски и софтверски, кои што возможуваат компјутерот да го користат и оние лица кои што наидуваат на потешкоти при користење на стандардните уреди, например стандардна тастатура или пак глувчето. Има дојде пред неколку години кај нас во Сдруженијето, се уште беше средношколка, по препорака на корисници кои што доаѓале веќе кај нас во училиштето и имаше потреба да некој ја насочи да го користи компјутерот многу поинтензивно, односно како да го користи читачот на екран, кој што ќе овозможи од една страна самостојност при работата на компјутер. Искрено не имавме некое искуство предходно со работа со читачот на екран, но лично, бидејќи јас се соочив со нејза, ми беше за мене предизвик сето тоа заеднички да го изработиме и заедно со информатичарот остваривме една многу пријатна комуникација, има е многу соработлива и ни требаше неколку сесии за да може тоа да профункционира, всушност да почне има самостојно да се го користи читачот на екран. Бевме во постојана комуникација, така беше дома, значи дома што го работевме овде, да го вежба дома и за многу кратко време го усвоивме сето тоа. И сега сме исто така во комуникација, иако таа веќе не доаѓа кај нас во центарот, но за се нешто што треба сме тука да заеднички го направиме достапно за неј. Од Отворете ги прозорците вела дека досега преку нивниот проект асистивната технологија е достапна во над 33 училишта, но потребно е надлежните да вложат напори сите училишта да се запознаени со можноста за олеснување на образованието на лицата со попреченост. Имаме некаква координација, се информирани дека треба да се работи уште секако дека треба, односно дека треба сите училишта да се информирани за бенефитот кој што го нуди асистивната технологија, бидејќи така може да ја поддржи наставата на учениците со посебни образовни потреби, но не дека мора да е задолжително за секој училиште, но едноставно треба да е достапно за секој оној кој што ќе најави дека има потреба да има некакви механизми на споделување на информациите и да сето тоа може за многу брзо време да се набави, да се користи во наставата, бидејќи нашите искуства покажуваат дека и како е поддршка за некои од учениците со посебни образовни потреби. На ЕМА ја остануваат уште 2 години од факултетот. Магистратурата би сакала да ја запише во странство. Првата причина е поради тоа што верува во полесен пристап до образованието, како девојка со оштетен вид. А од друга страна, поради олеснатото движење со што нејзиното секојдневие не би се разликувало од другите по ништо.